Сирискиот имигрант Нидал Калел продавал лотариски ливчиња во неговата продавница за храна и алкохол во Калифорнија, речиси 30 години. Но тој никогаш не победил додека еден од неговите муштерии не купил лос од 1,75 милиарди долари. The employee called me and told me we sold the jackpot. Ми се јави вработен и ми рече дека сме го продале джекпотот. На почетокот не верував, потоа погледнав на Facebook и сите зборуваа за тоа. Така дознавме дека навистина сме го продале добитниот лос. Добитникот за октомври се уште не се појавил, но Калел и неговиот брат ќе поделат бонус од 1 милион долари од лотаријата во Калифорнија, поради собственост на продавница што го продала добитниот лос. Калел се надева дека победникот на Пауерболот е еден од нивните редовни муштерии во заедницата, која е на 120 километри северно од Лос Анџелес, и каде што тој и неговиот брат имаат бизнис од 1994 година. Муштериката Вал Еванс вели дека таа не е победникот. Не застанав тој ден и не купив лоз. За жал, застанавме само за бензин. Муштеријата Алан Ворен верува дека среќата би можела 2 пати да се насмее во оваа продавница. И натаму се надевам дека лотариските ливчиња што сега ги купив ќе бидат победнички. Калел вели дека тој и неговиот брат работеле многу долги денови како собственици на мало предпријатие. In the lottery thing, yes, you have to be Во lucky. лотарија треба да имате среќа, но генерално среќата не ви доаѓа. Мора да ја пронајдете, мора да работите напорно. Тој планира да го искористи својот дел од добивката за да им помогне на синовите. We gotta pay the taxes. Мораме да ги платиме даноците. Прво владата го зема својот дел, а потоа ќе ги ставам парите во фондовите за коледж за моите 2 деца. Добивката во продавницата на Калел е вториот најголем джекпот на Powerball во историјата на САД. Најголемата добивка беше 2 милиарди долари во 2022 година за лос продаден на бензинска пумпа во Калифорнија, која исто така била во собственост на сириски имигрант.